Цените на најосновните прехранбени производи се стабилизира. По апелот на владата да ја почитуваат сопствената одлука да продаваат поевтино во рамки на новогодишната кошничка, трговците додадоа уште 50 на производи на листата. Цените на останатите производи, кои се зголемија и до 25% за десетина дена, полека почнаа да се намалуваат. 10 јајца во еден скопски маркет чинат 80 денари, а таба од 30 јајца 200 денари. Брашното се продава од 34 до 39 денари за килограм, а најефтиниот леб и за 27 денари. Намалени се цените на месото од домашно потекло, па така цената на килограм свинска кременадла, свински пафлак или ребро е 360 денари. Мелено месо се продава за 320 денари. Маслото за јадење, кое најмногу поскапи и достигна 97 денари пред неколку дена, сега се продава од 84 до 88 денари. Од млечните производи, 1 литар јогурт е 60 на денари, исто толку чини и млекото, а еден производител го продава и за 50 денари. Килограм сирење се наоѓа и за 240 денари, кашкавал за 390 денари, а урда за 155 денари. 200 грама кафе чини 125 денари, килограм бисквити 170 денари, а пакетот 4 литри газиран сок е нешто над 150 денари. Граѓаните кои ги регистрираше камерата на Алфа, кои купуваа за дочекот на новата година, велат дека цените се стабилизирале, но на некои се уште им е скапо за да може да си дозволат да купат се што ќе посакаат. Денес во Зур бев поевтина тоа. Па намалени се, не знам, по 20, 30, 40 динари млеко. Има поевтини работи. Па зависи каде. Еве у Стокомак е поевтино, на друго место е поскапо по приватните продавници. Значи треба да се намалени. Тие најосновни, кашкавал, сирење, тоа е основна храна. Поготово, мислам, не само за постарите и за помладите, таа е основно што купуваме често. Министрот за економија и труд Бесар Дурмиши вчера рече дека во последен момент се предомислил да не и предложи на владата да ги ограничи цените на производите. Тој премиерот отворено го изразија незадоволството од дел од трговците кои ги зголемија цените на другите производи кои не влегуваат на листата на новогодишната кошничка. Тие рекоа дека нема да дозволат раст на цените на најосновните производи за време на празниците. Ги предупредија трговците дека ако повторно станат алчни и ги подигнат цените нагоре, веднаш ќе реагираат и ќе активираат мерката за мрзнување на цени. Новогодишната кошничка овој пат ја донесоа самите трговци, а не со одлука на влада. Дурмиши вчера не рече дали и следните, како великденската и рамазанската, ќе се носат брз база на ист принцип, особено затоа што трговците овој пат беа недисциплинирани. И покрај тоа што во земјава функционира законот за нефер трговски практики, предвидено е казните да следат по 1 јануари, со што треба да се стави ред во трговијата на големо и мало.